Северна Македонија нема алтернатива за евроинтеграциите. Според најавите тоа ќе биде пораката од македонскиот до францускиот претседател. Емануел Макрон и Стево Пендаровски ќе се сретнат утре на маргините на Парискиот мировен форум, состанок кој е прв на највисоко ниво поминато месечниот неуспех на врвот на Европската унија да постигне договор за почеток на преговори за членство со земјава, токму поради отпорот на Макрон. Шефот на државата веќе најави дека Македонија е подготвена да продолжи на патот кон членство, независно по која методологија ќе се движи процесот, дали по актуелната или по нова што ја бара Париз. Иако се смета за многу значаен состанок, Пендаровски не очекува дека може многу брзо Макрон да се предомисли од својот став. Да сме на чисто, ние сме мала држава, имаме силни аргументи кои ќе бидат кажани на таа средба, меѓутоа да не одиме со преголеми очекувања, затоа што ве уверувам, ни Америка, ни Германија, никој никогаш не може да го убедува претседателот на Франција. Не само ЕУ интеграцијата зависи од волјата на Париз. Франција со Шпанија и Холандија е една од трите земји кои се уште не го завршиле ратификувањето на пристапувањето на Северна Македонија во НАТО. За зачленувањето во алијансата, францускиот амбасадор, за разлика од ЕУ процесот, не гледа проблеми и уверува дека наскоро ќе биде заокружено во Националното собрание. Ратификацијата на НАТО протоколот е во тек и без проблеми би требало да финишира до крајот на годината. В среда во посета на Скопје доаѓа шефот на германската дипломатија, што е прва посета на висок представник на клучна земја членка на Унијата по разочарувањето во Брисел. Очекувањата се дека Хајко Маas ќе испорача поддршка за евроинтеграциите, уверување дека местото на Македонија е во Унијата и барање да не запрат реформите. Процес што би молеснил на одредени членки пак да го реактуализираат прашањето за доделување датум за преговори во наредниот период. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.